Додека повеќето земји се стремат да ја ограничат употребата на мобилни телефони во училиштата, Естонија тргнува во спротивна насока, активно промовирајќи ја интеграцијата на дигиталните технологии во образованието. Естонија, мала балтичка земја со 1,4 милиони жители, се искачи на врвот на меѓународната програма PISA, надминувајќи ја Финска. Овој успех делумно се припишува на охрабрувањето на учениците да користат мобилни телефони и вештачка интелигенција во наставата. Од септември, учениците ќе добиваат домашни задачи со помош на вештачката интелигенција, што е дел од националната иницијатива EILIP. Министерката за образование, Кристина Калас, изјави дека Естонија е отворена кон дигиталните алатки, а наставниците се охрабруваат да ги користат во наставата. Иницијативата EILIP има за цел да опреми 58.000 ученици и 5.000 наставници со најсовремени алатки до 2027 година. Овој пристап ја издвојува Естонија од другите европски земји, кои често се претпазливи кон технологијата во образованието. Со оваа стратегија, Естонија се стреми да стане една од најнапредните нации во примената на вештачката интелигенција во образованието. Само 2 дена по неуспешниот 9-ти тестлет на Старшип, Илон Маск објави дека SpaceX планира да испрати ракета до Марс до крајот на 2026 година. Овој термин се совпаѓа со периодот кога Земјата и Марс се најблиску, што овозможува пократко патување. Маск проценува дека шансите за реализирање на оваа мисија се 50%, поради техничките предизвици како што е полнење гориво во орбита. Ако не успеат да го искористат прозорецот во 2026 година, следната можност ќе биде во 2028 година. Првата мисија ќе биде беспилотна, со хуманоидни роботи Тесла Оптимус како патници. Мисиите со човечки екипаж се планирани за подоцна, со цел да се воспостави самоодржлива колонија на Марс. Иако Старшип е клучен за плановите на НАСА за враќање на луѓето на месечината до 2027 година, агенцијата не планира да испрати астронаути на Марс пред 2030-тите.